Скандалозното враќање на авансот и пропаѓањето на сделката за набавката на кинеската вакцина се случиле поради тоа што во целата игра македонската влада вклучила фантом фирма од Хонг Конг, која предизвикала сомнеж за измама кај кинеската влада. Италијанскиот весник Ла Верита објави нов скандал под наслов "Битка помеѓу Русија и Кина за Балканот". Според весникот, тие ги виделе писмата од декември и јануари со кои владата договорила набавка на вакцини со Пекинг, каде дури имало и гаранции од наша страна со кои се ослободува Кина од одговорност за било какви негативни ефекти од вакцината. Цел процес бил попречен откако тамошната влада дознала дека истиот би се одвивал преку фантом фирма со седиште во Хонг Конг. Фактор што приватна фирма која според првични анализи нема стабилни темели, но има доволно средства депонирани во германската Deutsche Bank, била вклучена од страна на македонската влада во посредувањето, оставило сомнеш на официјален Пекинг дека може би се наоѓаат пред обид за измама и тоа донело до поништување на процедурата. На крајот од денот Кина се држи до принципот на директно управување со помош и провизиите со владите уште на почетокот од пандемијата. Уште едниот потенцијален обид за корупција извршен од мрежата на Заев, дури и на сметка на здравјето на граѓаните. Овој пат се судри со тврдоглавоста на комунистичкиот кинески режим. Премиерот Заев призна дека при набавката на вакцините била користена приватна фирма како посредник и дека тоа било причината Кина да го врати капарот, но негира било каква злоупотреба. Јас се информирав јавноста и министерот за здравство информираше јавноста дека после 2 недели чекање на активности на кинеската амбасада, ние директно преку Синофарм не можевме да добиеме контакт и дадовме нарачки преку приватни компании, кои што Министерството за надворешни работи не ги потврди и затоа и авансот беше повлечен. Одговор побаравме и од Министерството за здравство, која е фирмата и зошто воопшто е потребна фирма посредник. На овие прашања не добивме одговор. Само уверување дека по предупредувањето на кинеското МНР да следат друг канал, тоа го испочитувале и чекале конкретни датуми кога вакцината Синофарм ке стигне во нашата земја. Официјален Пекинг уште на 28 февруари извести дека го враќа авансот за вакцините на Синофарм. Тогаш од ресорното министерство се правдаа дека проблем во сделката било усогласувањето на документацијата помеѓу министерствата за надворешни работи од двете земји, а не спомнаа дека всушност проблем било користењето на фирма посредник.